Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Еден од најтрофејните македонски спортисти е секако атлетичарот од Струмица Ване Стојанов. Тој во својата богата кариера кон крајот на минатиот век и почетокот на овој век постигна врвни резултати. Тој меѓу другото учествуваше и на две олимпијади во Сиднеј 2000-та и во Атина 2004-та, а исто така ги бранеше боите на Македонија и на две светски првенства. Првиот настап со светската елита го имаше во 1997 година во Атина, а вториот во 2001-та во канадскиот град Едмонтон. Во меѓувреме учествуваше на многу надпревари, многу трки, има златни медали, сребрени, бронзени и од балканските шампионати, но за тие победи на балканијадите и за сите настапи на големите приредби ќе слушнеме од него. Најнапред не интересира како изгледаше почетокот на кариерата на Ване Стојанов, дали тоа беа оние трки по селата кога се правеа свадби и други пригоди, па, например, се тркаше со своите другари да стигнеш прв и да ја освоиш наградата. Тогаш дава убави награди, овен и тие работи, дури имаме една слика таква. Па ајде, кажи ни сега, подсетиле на првите трки, а пред да поминеме на тоа, само во воведот да кажам дека ти си актуелен рекордер на Македонија со 1 минута 47 секунди и 17 стотинки на 800 метри. Патека која ти лежеше и патека на која ги постигна најдобрите резултати. За тие трки на 800 метри подоцна, а сега за оние први, да речам, ајде селски трки. Така е. Мојот почеток навистина беше многу интересен, бидејќи јас потекнам од градско Балдовци, село 1 километар од Струмица. И по принцип Струмичката околја има 73 села. И поголемиот дел од нив организира, секој за своето село организираше како еден вид, си имаат нели панагери, и нивните села организира по некој од нив и трки, на кои што учествував. И како што реков, те доделува јагниња, пари и така натаму. Меѓутоа, првата трка официјално како на патека ја имав во Скопје, и тоа пак на многу интересен начин. Јас во моментот имаше тениски клуб во Струмица и тренирав тенис. Почнав да тренирам тенис и отидовме да гледаме финале во Скопје на турнирот на тениските игралишта во Југ. И во меѓувреме слушнавме дека има атлетски надпревар во Скопје. Тука е стадионот. И тогаш со луѓето ајде да видам. Со луѓето кои што бев, Томче Божиков и Петре Иванов, бевме тогаш во на тенис, како што реков. Отидовме до јас им реков, јас можам да трчам и по школските надпревари, може се појавав на некоја трка. Им реков, нели по панагјурите кога трчам тука низ селата. Победувам. И мајке ги прашаме луѓето, ако може да те пуштат. И сосем случајно влеговме во стадион и за скоро 1 саат се спремаше трка, тоа беше квалификација за Куп на Македонија, се спремаше трка за 800 метра. И тогаш Чедомир Шаревски беше таму, Методија Веновски. И ги прашавме организатори дали може да ме пуштат вон конкуренција. И ме пуштија и тогаш првата трка истрчав, станав второ место, не се сеќавам на времето, знам дека бев второ место и сите се изненадија. 2 минути истрча? Нешто, да, 2 минути, можеби 8-10. И се изненадија таму сите други. Спринтерки имаш или по патики? Нема спринтерки, има патики. И тогаш Чедо Шаревски дојде кај мене и позборевме дали би сакал да работам овие 2 недели, бидејќи да ми даде тренинг програма. И после 2 недели имаше финале на истиот надпревар и да дојдам да истрчам пак. Век нема проблем. Бидејќи јас не бев навикнат на тренинг програма, што, како. Бидејќи уште и млад, сакав да си со пријатели, да си играм или
Се Повеќе тоа како игра, тренирав сваќаше бидејќи спортот. се Бајле бев на училиште од 7:30, тренизите ги правев се Бајле во 6, пред да отидам на училиште. И така тие 2 недели. И после кога дојавме во Скопје, ми дадоа спринтерици, но не за трчање, туку за трискок. Се најде, мислам дека беше Тони Дамчевски. Тој ми ги даде спринтерките, еве, и со неговите спринтерки за троскок, тогаш истрчав мојата трка, се сеќавам на резултатот 2:03, тогаш го освоив првото место. И од тогаш почнав да тренирам атлетика. Тогаш настапуваше за работнички, бидејќи Чедо беше тренер на работнички цел живот, што би се рекло. А ти струмичанец или не. за Струмица? Тогаш одма Или градот така, се организира, конкурс? овде се организира градот и луѓето кои што нели беа со мене направи одма се направи Формираше атлетски клуб. клуб и почнав да тренирам да настапам за клубот во Струмица. И тогаш почна, бидејќи Чедомир беше возрастен, и тоа ме пренасочи кај Методија Веновски и тренирав со него, а настапував за Струмица се до Значи, 98 година. ти беше поводот да се формира атлетски клуб во Струмица. овде во да. Струмица и на некој начин да заживее атлетиката, барем преку тебе, па еве сега во последно време и преку твојот пулен Ристе Пандев, кој учествуваше и на Олимпијадата во Рио, а ги брани боите на Македонија како најбрз македонец на 100 метри и на сите други приредби, а ти си негов тренер, за тоа ќе разговараме подоста. Сега одиме со твојата кариера после тие први трки. Сега ме интересира во финалето на Купот на Македонија, кога истрча 2:03 на 800 метри, дали победи или... Победив, да. Победив. Значи победи на првата трка, втор, овде победи и сега почнува твојата кариера. И тоа беше 93-та година и веќе 94-та година јас исполнив норма за светско првенство тогаш за младинци во Лисабон. И тоа ми беше прво вако учество на меѓународен натпревар и после тоа почна да се редат успесите. Ај за Лисабон кажи ни нешто повеќе, дека ти е прв натпревар За Лисабон, со младите пак елитни можам да тркачи кажам од дека светот. се ми беше тоа како Сон. Не бев свестен што се случува, каде што, па дури и опремата што ја носев не беше соодветна пак за мојата дисциплина. Се така некои работи кои што уште не знаев што ќе ме носи самиот спорт и што го тренирам, бидејќи се ми беше како едноставна некоја работа, како јас, како млад човек, што треба да ја правам, а не дека треба да се фокусирам. Да, еве се најде, тука е сега да одработиш. Тоа е. И потоа следува Европско првенство пак за младенци наредната година во Нирехаза, тогаш бевме заедно со Дејан Ангеловски. Таму ај можам да кажам слободно дека на сите тие отварања, тогаш имавме проблеми со знамето, со името, се расправавме со соседите. И многу интересни случувања се случуваат на самите отварања. Знамињата ги моравме да ги криеме под нашите тренерки, па да излегуваме после, бидејќи ни ги зима. И скоро на повеќето од тие отварања на светски европски првенства, грците и Кипар и луѓето од Кипар ги напуштуваа стадионите, бидејќи ние излегувавме на тоа отварање. Меѓутоа, после се навикнаа дека државата наша постои, после голем дел од нив, од Грција веќе се и мои сегашни пријатели, кои што покасно ви спомнам. Да, сватија дека тоа е повеќе и нает или политика, да речеме, што се беше во спортот, што нема врска, меѓутоа и со квалитетот кој што подоцна самата работа ја сватив малку посериозно, со освојувањето на првите македонски балкански медали на Балканијадите, почнаа и да не почитуваат и така почна да се гради и мојата кариера. Ти на Европското младинско првенство се сеќаваш кој пласман имаше 95-та година? Значи четврти бев во квалификацијската група. Во групата четврти? Во Нирехаза. Тогаш трчав со Андре Бухер, швајцарецот кој подоцна беше, мислам дека и втор на Олимпијадата. И на Олимпијада, и на Европски првенства, многу познат швајцарски тркач беше. Со него работев во
на светското првенство, на Олимписките игри во Сиднеј. И многу интересен факт што заедно трениравме, исти делници, меревме лактат, меревме пулс, меревме, се ни беше исто. Пример, трчавме делница 400 метра и трчавме за исти резултат, се мери пулс, исти пулс, се мери, ни мерат лактат, исти лактат, трчаме 200 пак исто. Тој истрча 1.43 на трката, 1.44. Јас тогаш не успеав да се пласирам за само 16 секунди во полуфинале на Олимпијадата во Сиднеј. Ми беше чудно зошто не можев јас тој резултат да го истрчам, а тој успе. На тренинзиве све беше исто. Да, па добро, тоа е тоа. Може и психологијата и тие моменти и така. Што се однесува до знамето, да го завршиме тој дел, се сеќавам кога беше свеченото отворање на светското првенство во Атина. Отворањето беше на стариот олимписки стадион во центарот на градот. И ти единствено одиш со нашето знаме и се сеќавам тогаш ние го пренесувавме тоа отворање за македонската телевизија и таму бев на стадионот кога одеднаш без никаква причина едноставно почнаа да свиркаат гледачите. 60.000 народ тогаш. Најавија дека Македонија, дека ти си знаменоце со знамето, меѓутоа јас се уплашив во тој момент нешто и ти да не се исплашиш, меѓутоа остана со кренато знаме до крај и така издржа. Да, во принцип знамењата ги носевме вака. Да. Јас никој не очекуваше од нешто тако би можело да се случи тоа во среда Атина, сепак да, толку народ да викне, да направи да не се уплашиш, а ти млад и така. И некако, дека и што викаш, можеби друго ќе сум изреагирал сега, но тогаш уште повисоко го кренав знамето, едноставно предефилира. После ги критикуваа сите новинарски агенции, ги критикуваа сите заради нивната. Не е коректно тоа, не личи на еден таков натпревар, така да се реагира. Исто како кога свиркаат на интонирање на химна, например, на некоја држава, тоа не прилега на спортот. Која ти беше прва Балканијада и што медали имаш освоено на балканските шампионати, зашто во последно време некако тешко доаѓаме до тие одличија. Првиот медал на Балкански игри беше 97 година во Атина. Тој првиот сребрен медал го освоив. Пак со грците таму. Па како најбогато тој период држава на Балканот, они ги земаа скоро сите и заедно со Турција ги земаа сите. Има и атлетика, и имаат и денеска. Како организација на надпреварите, они ги земаат сите, ги земаа за организација Балканските игри. И 97 го освоив првиот балкански медал, тој беше сребрен медал за нашата држава. И потоа следува веќе 98 во Кавала, првиот мој златен и прв златен за државата, како од атлетика. 2000 година вториот златен, тој беше во Белград. И 2002 третиот мој златен медал на Балканските игри во Будимпешта. Инаку вкупно имам 3 златни, 4 бронзени и 2 сребрени. Од кои ќе спомнам, едниот бронзен со тага го посветив на нашиот председател, тогаш во Атина имавме пак Балканско првенство во Сала и тогаш слушнавме за веста за што неочекувано заѓање на нашиот председател Борис Трајковски. Едниот од тие бронзени медали го посвети во негова чест. Значи, освои 9 медали на Балканијадите, имаш злато, имаш сребро, имаш бронзи. На балканските простори беше забележителен учесник во трките на 800 метри и противниците страхуваа од тебе. Кој ти беше вака најголем противник во тој период, зашто грците имаа добри тркачи и исто така и бугарите од време на време. Во Грција некој романец ќе се појавеше и така. Од Грција Панајотис Трубакос тогаш беше актуелен. Србија Дејан Пајкич, Бугарија Дејан Петков. Тие бевме така кои нон-стоп имаше борба на сите тие. Беше борбата за медалите. И кога се загревавте вака, погледнувавте еден на друг. Да, веќе ни стана нормално и после на сите на поголемите надпревари, европски и светски, тогаш па бевме најголеми пријатели кога
учествувавме на тие. Инаку има многу интересен податок од кога се запишав на факултет на студии во Бугарија. Немав таму изгубено 6 години трка на 800 метра. Каде? Во Бугарија. Во трките. Да. Дали Балканијада, дали митинзи? Во Бугарија 6 години, таму немам изгубено трка и нон-стоп таму во бугарските новини ме величија како македонец што бев и горд и ме ставаа на нивни календари, национални календари, меѓутоа со нашиот дрес со Македонија. Ептен голема почит. Таму ја направив мојата врвна кариера. Таму со кој работеше? Таму работев со Петар Бонов. Бонов, тој е познат тренер, да. И таму нели го истржав и најдобриот рекорд резултат мој на 800 метра. Која година беше кога го постави рекордот? 2000 година, 1 минута 47 секунди и 14 стотинки на митинг Нови звезди, кој што се уште сум рекордер на тој митинг, а исто така и на стадионот. И понатака на митинг исто така во Агора, во Софија, на националниот нивни стадион, истрчав рекорд на 1 милја, 5 минути 21 секунда, 4 минути и 20, да, 5 минути 21 на 2000 метра. И така, рекорди на 400 метра во сала, на 800 метра во сала. Се надевам дека еве ќе дојдат некои, јас би се радувал кога ќе разберам дека некој има некој талентиран млад кој што би еве можел да стигне до тие мои резултати, кои што понатака му значеле еве медали на Балканијади или учество на поголеми надпревари и така натаму. Да те наследи некој, па и ти да се радуваш, бидејќи остануваш во тој атлетски свет како тренер. И добро би било за сите нас да имаат успеси атлетичарите. Исто така на тие атлетиката е кралица, нели, на спортовите. Морам да го спомнам и рекордот на 1500, тоа беше на во Бугарија се одржуваше многу јак митинг, големи парични награди. Агора, тогаш фирма во Бугарија, беше како покровител на тие атлетски догаѓа, многу познати звезди. И тогаш истрчав и рекорд на 1500, 3:45 и 50 електронски резултат, но уште не е заведен во... Тоа сакав да те прашам, зошто тамо се води Стефче Георгиевски, пред него беше покојниот Сотир Гавриловски рекордер. Се сеќавам, Сотка имаше 3:46 на тоа време, рачно мерено. Го има излезено и во Билтен и нам повеќе наврати од Бугарската федерација праќа во... Ама се надам дека ќе го смена тоа, бидејќи постои како резултат. И ќе си останат тие две дисциплини како моја специјалност, кои што сум си ги завршил како со рекорд. 1500, меѓутоа 800 беше делница на која што учествуваше главно на големите приредби. Јас спомнав Атина, знамето, отворањето, подсетине на тоа како изгледаше твојот настап таму на првото светско сениорско првенство. 97 година беше тоа, јас само што се вратив од предходната година, да не го заборавиме, светското првенство за младинци во Сиднеј. Да. И после тоа ти беше прво искуство во Сиднеј за подоцна за Олимпијадата во 2000-та. Тогаш таму ги запознав Андреа Лонго, италијанецот, Нилс Шуман од Германија. Да. Андре Бухер, тогаш за прв пат. Големо искуство, сите звезди на едно место. Тогаш почнав да ја разбирам и да се јавува таа љубов кон самиот спорт. Од кога го видов цела таа голема организација, како иако нели таму секогаш на сите тие големи надпревари настапав, заминував сам или со Дејан, како што спомнав, или со Кулевска. И многу малце емоциите можев со некој да ги споделам или бидејќи секогаш бев сам или страх од некоја си работа, страх од нешто што неочекувано бидејќи се за прв пат. Меѓутоа тие големи надпревари ме натера, како што реков, да ја засакам атлетиката како спорт и да почнам професионално да си ја градам својата кариера. Ме интересира сега, кога долета во Сиднеј,
96-та на младинското првенство, дали тогаш си помислуваше, бидејќи знаеше следната Олимпијада. Таа 96-та Олимпијадата се беше знаеше. во Атланта, Да. а следната ќе биде во Сиднеј и во тие моменти дали си велеше и по 4 години да се најдам овде и така. Да, веќе по телевизии коментари од новинари околу цел тој момент на Олимписките игри. Секој спортист сонува да биде учесник барем на една Олимпијада. Така беше примерот и со мене. И јас себе, уште тогаш, морам да кажам дека уште моето појавување на атлетската сцена, можам слободно да кажам дека сум дете на Македонски олимписки комитет, бидејќи они имаат секогаш програма за финансирање пред 2 години пред настапувањето на Олимписките игри и уште тогаш почнаа да ме поддржуваат. Да, и да те следат и твојот развој и се. И веќе друго е кога знаеш дека имаш луѓе кои што се ангажираат за тебе, те насочуваат кон една цел, а тоа беше И тоа се зголемуваат и твоите обврски за да оправдаш вложувањата. А тоа беше нели првото мое учество на Олимписките игри во Сиднеј. Пред тоа сега кажи ми за Сиднеј, за младинското, што направи таму на младинското светско првенство Таму 96-та. Таму слободно можем да кажам дека отидов повреден. Имав повреда на скочниот зглоб на трка една во Охрид. Не знам, јавноста знае, тогаш во Охрид немаше атлетска патека, беше асфалтирана. Рапкор го викавме, да. И трчав на таа и после Тврда е многу. Тврда и тоа беше едно месец и пол пред светското во Сиднеј. И после трката, после 2 дена од трката, јас осетив на самиот скочен зглоб проблем. Не можев добро да нагазнувам. И со болки таму истрчав трката во Сиднеј. Едно лошо искуство. Меѓутоа, после влезе полека во ритам, се врати. Да. После со настапувањето на светското првенство 97 во, како што реков, во Атина, веќе се насочив кон целта, тоа бе Олимписките игри, тогаш подкрепата од Македонски олимписки комитет. И еве, се случи и тоа, станав и тогаш, можеме да кажеме, првиот учесник од Струмица на Олимписките игри по принцип на Олимписките игри. А светското првенство во Атина практично беше така прво големо искуство во сениорска конкуренција и подготовка за Сиднеј. Наследното светско не учествуваше во Севиља. Зошто? Која беше причината? Бидејќи тоа беше 1999-та, ти 97-та учествуваше во Атина, во Севиља не настапи, а Севиља беше точно една година пред Сиднеј. Пред Сиднеј. Не можам да се сетам. Дали резултатите не одговара, дали немаше норма, 97, нешто се случи, зашто очекувавме да продолжиш и да настапиш на тоа. 98 беше... Светскоја тогаш настапи ми се чини само Трпе Мартиновски во маратонската трка. 98 беше една од успешните години, тогаш прв пат станав балкански првак и не знам, стварно не знам причината за, не можам да се сетам за причината за може неучество. Може и средствата беа проблем, зашто не можам да се сетам. Федерацијата светска плаќаше за нашите атлетичари, ама за еден машка и во женска конкуренција, може. Затоа спомнав ова и се ми се чини Трпе отиде Мартиновски во маратонот, а ти изостана и не учествуваше, меѓутоа затоа на Балканијадите беше супер и тука ги покажуваше своите квалитети, вредности, ги постигнуваше резултатите и рекордите. И сега нешто започна да зборуваш за Сиднеј, сега докажи ни како изгледаше тој период, рече грижа Олимпискиот комитет, па кој ти беше тренер. 2 години пред... Како те следеа и така. Па како што реков, Македонскиот олимписки комитет преку Olympic Solidarity од Меѓународен олимписки комитет, они ги поддржуваат сите олимписки кандидати 2 години пред Олимписките игри. Можам да кажам слободно една феноменална организација беше цел тој подготвителен период до Атина.
па дури и во Олимписката година, тогаш Македонски олимписки комитет обезбеди подготовки во како се викаше градчето во на 60 километри од Сиднеј градче, таму бевме на подготовки. И после, од кога стигнавме во Олимпиското село, таму имаше пред трки на кои што си тампиравме формата. И јас пред еден момент реков дека цело време тоа што тренирав со Бухер, Андре Бухер, се познававме бидејќи јас тренирав, настапував за еден клуб во Швајцарија 98 година и веќе се познававме. И дел од тренинзите... Ти во кој град во Швајцарија? Во Цирих. Во Цирих, да. ТВ Унтерштрасе се викаше клубот. Тогаш се запознавме со него и во Сиднеј. Ти учествуваше на некоја трка на швајцарските првенства таму или митинзи, па да имаше дуели со Бухел? Имав во сала надпревари тогаш, но тој не настапуваше. Јас освоив тогаш 4 трки, мислам дека беа, 2 пати втор, 2 пати прво место. Во сала? Да, во сала. И после како нивен член настапував во митинзи во Германија и така натаму. Бидејќи реков дека се познававме и заедно трениравме во Сиднеј. И на квалификацијските трки. Сега во Сиднеј исто ги постигнувавте резултатите на тренинг на 400 метри. Тоа беше многу интересно. Ти исти резултати и се ближи трка. Све беше, не бевме во иста група, Не, ама што ти велеше, дека можеш да одиш, што можам јас, можеш и ти. Спремно, јас едноставно се осеќав спремен за врвен резултат. Исто како и него, амбициите негови исти, моите исти. Не бевме во исти квалификацијски групи. Јас бев со 1.47-14 таму пријавен. Истата година имав 1.47 и 80, мислам, и 90 на 2000-та година, како резултат за season best ги викаат. И на самата трка истрчав 1.47-70. Тоа ми беше личен за 2000-та година. Меѓутоа, за само 16 стотинки не успев да влезам меѓу првите во полуфинал, во вторијата рунда. А он истрча 1.44, мислам, на таа трка. И ми беше стварно, многу фактори тука зависат. И групата, и тактизирање, дали ќе се тргне по-бавно, дали ќе се засили темпото. Можеби, ако бевме во иста група, ќе беше можеби подобро за мене. Се сеќавам на таа трка. Тоаш ги победив американецот, англичанецот. Се вклучивме за таа трка твоја. Победив тогаш од 71 надпреварувачи, јас испаднав 27 на Олимписките игри како пласман, севкупен. Да, според резултатот. Да. Само штета што не влезе во само 16 стотинки ми влегло полуфиналните трки. А знаев дека и самиот колку бев подготвен за таа Олимпијада. Со швајцаретот направивте муабет после тој прв круг. Да. Него исто му беше криво, а? Ние надвор сите чекавме, генералниот пластман го чекавме надвор на помошниот стадион на загревање и сите дури знали и го зборевме, знаевме дека и чекаш се да видиш. И сите мислеа дека и јас сум пласиран, нели, тука кога бевме, меѓутоа кој испадна за тројца луѓе не успев. Добро, и тој пласман 27 на Олимпијада во конкуренција на 70 најсилни тркачи на 800 метри. Меѓутоа жалам бидејќи ако беше полуфинале веќе беше друго. Во квалификациите, особено на 800 метра, многу влегуваат првите двајца и само 4 според резултатот. Има 8, 9, 10 групи, зависи од колку учесници се пријавиле, а веќе во полуфинале тоа е друго. Тогаш влегуваат првите тројца и плюс со времења. Резултатот. Полесен е пласманот од полуфинале, се погоди момент трка, отколку во самите квалификации. Да, што се вели, ако ти легне трката, отида. Да. Очекувавме да се спуштиш под 1.47, имаше квалитети, беше подготвен, но не се случи. Икс фактори се во прашање тука во атлетиката, никогаш не може да се прогнозира. На сите, на голем дел од тренинзите, делниците што ги трчавме 400 метра, 600 метра, сите ветува за резултат 1.45 на тоа што го трчав, пример 600. Сите показатели. Сите показатели. Што ми требаше во тој период? Едноставно ми треба трки со тркачи од повисок ранг,
кај што можат да ме повлечат на тие трки, јас да би го И направил тој самиот резултат. да видиш до каде си. И јас тогаш имав менеджер од Словенија и тој ми нонстоп ми бркаше, ми бараше трки за настап, меѓутоа во тој период имавме ни една визна бариера кој што тој ќе ми најдеше трка, ќе ме пријавеше трка и тоа се беше за рок од 5 до 10 дена кај што треба се организирам. За таму една виза, за таму друга виза, едноставно Не тоа можеш да беше стигнеш визите да и затоа бев концентриран тука во Бугарија и колку што можеше тренерот тогаш мој Бонов, па дури на балканските игри, тој наоѓаше човек кој што би можел да ме повлече, за да можам да го направам резултатот. Па така го истрчав и резултатот 1:47:14. Бидејќи многу е полесно да направиш рекорд на митинзи кај што се брка време отколку на светско првенство и на олимписки игри, а веќе таму се тактизира. Да трча и светскиот рекордер, па да истрчате 1:50 на пример, ако е трката таква. Се случувало тоа. И баш сме го коментирале, меѓутоа, тоа е тактизирање. Таму главен е пласманот во финали и борбата за медал. А на митингот одите сите на време. Резултат, да постигнеш, да собориш рекорди.